Гледате 1 на 1, вечерашен гостин Анди Бајрам. А сега, вашиот водител, Жарко Димитриевски. Одлична емисија имаме денеска, одлична емисија. Денес гостин ни е Доналд Трамп. Анди Бајрам. Ајде видиме што има во вестите. Швајцарија размислува за воведување закон со кој секој граѓанин ќе зема 2000 евра месечно без да треба да прави ништо. Ова е Швајцарија. Мисли само, значи си седиш дома, не мрдаш со прст, си капа 2000 евра. Иако Македонија одамна има измислено сличен програм. Се вика стани си пратеник во собрание. Истото. Капат. Се погласни се шпекулациите дека Кико Мицковски бара средба со Заев и тоа во премиерската резиденција кај него. Мицковски наводно сака да осигура фер избори во април, плюс сака да мери за венецијанери. Опа, филмски вести. Боливуд, знаете Боливуд што е? Боливуд е индиската верзија како пандан на американскиот Холивуд, така овие индиските филмови се викаат Боливуд, таква е продукцијата тоа. Значи Боливуд започна со своите планови за ширење на Балканот. Ги знаеме, нели, нивните филмови се изнагледавме такви индиски серии, Малечката невеста, Трудната бабичка, Мрачната балдаза и другите големи хитови. Тие го направија првиот филм на македонски. Документарец за политичката ситуација во Македонија. Само што Боливуд, знаете со што се карактеризираат индиските филмови? Со многу специфична монтажа. Сте виделе индиска монтажа? Да, знаат за што правам муавет. Ајде да видиме една типична филмска монтажа од индиски филм. Да видиме? Сега, значи имајќи го ова во предвид, имајте нум дека го направија првиот македонски филм ваков од индиска продукција. Инаку политички документарец. Прекрасен. Името му е Кама Сутра. Пуштете го трейлерот. Зоран Заев. Тој е сам. И доаѓа по него. Ќе го предаде ни тронот. Мало Сутра! Двајца луѓе со 2 милиони народ си играат. Мало Сутра! Кама Сутра, овој април на гласачките места близу вас. Само не знам дали приметивте, чекај, филмов се вика Кама Сутра, излегува во април кога има избори. Не баре сака да каже дека Заев и Мицко ќе не... Боже сачувај. Дали е тоа случајно, господин Ефтов? Значи, само будала човек може да помисли дека тоа е случајно. Благодарам, господин Ефтов, благодарам. Имено повторно, како и секоја година, буквално не мачи загадувањето, нормално, веќе не знам колку години поред, но сепак има чаре, имаме начини како можеме да го намалиме загадувањето. А тука да ни ги презентира топ 5 начини како да се намали загадувањето е Гуру Харе. Одиме, број 5, бумбар! Не го палете народот дека само што не сме влегле во ЕУ. Не го палете народот. Број 4, начин како да се намали загадувањето, број 4. Ставете им филтри на луѓето што плукаат на Facebook. Број 3. Нека сиселат тие што не им чини, за да има повеќе место за другите. Така. И повеќе воздух да имаме
Макаре, повеќе воздух, ајде, ако не ви чини терете. Број 2! Пикнете се подлабоко во газот на шефот, тамо нема воздух, ама капе платичка. Си капе платичка. И број 1 начин како да се намали загадувањето. Број 1. Ова е земја на зголемување, зголемувани плати, зголемени пензии, зголемени амбиции. Што има да се намалува загадувањето на крајот на краишта? Што има да се намалува? Исклучително пријатен мирис и вкус кој ја обвиткува душата со смиреност се разбира. Тоа е само еден планински чај од Good Nature. Секој дом мора да има барем една кутија Good Nature планински чај. Наистина прекрасно. А доколку барате дом кога сме кај тоа, купете дом, не само стан. Проверете ја понудата во новиот Urban Garden комплекс на најбараните Golden Art станови. Golden Art изгради врвен проект, сбогатен со бројни зелени површини од убедливо најквалитетните градежни материјали. Најдете ги на социјални медиуми, закажете си состанок во Golden Art и купете дом, не само стан. Од каде доаѓаат прекрасните бусто круасани? Далечната Америка? Франција? Италија или Грција? Не, доаѓаат токму од тука, од Македонија. Домашни, а светски. Запознајте ги бусто мајсторите. Здраво, јас сум мајсторот за Бусто XXL круасани. Имаме дури и 8 различни вкусови. Има и за најпребирливите. 8 вкусови? Тоа го нема никаде. Но Бусто круасаните се разликуваат по многу други работи. Например, знаевте ли дека Бусто круасанот се полни на 6 места, за разлика од другите круасани кои што се полнат само на 2 места? Бабачко, веднаш стигнуваш до сладкиот прекрасен вкус. Ням. Македонски. А светски? Не се мисли. Пробај ги. Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Vids во аптеките близу вас. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад. Златен даб, класик. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Немој да не знаеш кај за нова година. Летаме за Париз и шетаме по Шанзелизе, Триумфална порта, Монмартр, Нотр-Дам, Ајфелова кула и што уште не. Слетуваме во Барселона и одиме на сангрија и тапас. Го гледаме чудото од катедрала Саграда Фамилија, уникатниот парк на Гауди, музеот на Дали и нормално No Camp. Или пак летаме кај што водат патиштата, Рим, каде фрламе паричка во Фонтана ди Треви, уживаме во кафе на шпанските скали, го посетуваме величествениот Ватикан, гледаме 500 фонтани и пиеме винце во боемскиот кварт Трастевере. Искористи ги топ понудите за оваа јубилејна 30 годишнина на Савана. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина.
Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чокостоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Неверојатна наградна игра на Елит Кафе. 330 дена, 330 вредни награди. Погледни во кесичката и очекувај една од 110 телевизори, 110 микробранови, 110 велосипеди, термоси, електрични гезвиња и 5000 други награди. Епа, на здравје кафе со Елит Кафе. Најнова во ординација доктор Анчевски. Најдобриот, моментално број 1 во светот апарат за лазерска епилација. Иновативна платформа во која што се интегрирани 3 лазерски технологии. Најефикасната технологија за третирање на светлите влакна. Третманот е супер брз, практично безболен, безбеден да се прави во секоја сезона, ефикасен за сите типови на кожа. Секогаш во чекор со најновите технологии. Ординација доктор Анчевски. Посетивме разни места низ државата. Над 10.000 од вас учествуваа во Пепси предизвикот на вкусовите. Прашањето беше едноставно. Кој кола вкус повеќе ви се допаѓа? 58,8% од учесниците го одбраа Пепси вкусот. Ви благодариме што учествувавте во предизвикот. Ви благодариме што го одбравте Пепси вкусот. Ново од креаторите на Бикутан. Во продукција на Алкалоид. Овој шизеленчук јаде само со молење. Томи, за силни дечиња. Kids Wits во аптеките близу вас. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Гостинот е подготвен да влезе, а пред тоа имаме време само за еден глуп виц. Одиме со глупиот виц, вели вака. На автобуска во Пекинг. Дечко и девојка чекаат автобус. Дечкото ја вика: "Чуман си андухве?" Девојката се замислила: "Јанчин си фан." Дечкото се изнервирало и рекол: "Туашинфу, туанфу мјуцуангу шензен." Девојката со солзи во очите рекла: "Жангуче, цвенгу шаншу." Како ме слушаат, човек ќе помисли дека разбираат кинески. За да го кажеме овој глупав виц, ни беа потребни од прилика 30 секунди, што е многу помалку од 15 години кога Елвир Мекич го извади хитот "Некаде после 2", што па е многу помалку од 99 години колку што ти изгледа дека трае 1 час по математика кога си основно, што па е многу помалку од 450 години колку што треба да изгние и исчезне едно пластично шише пиво или сок што не сте го фрлиле кај што треба. Затоа селектирајте отпад, фрлајте пластика во пластика, хартија во хартија, стакло во стакло, користете ги отпадните канти на пакомак правилно и паметно за добро на сите. Аплауз и одиме ние со нашиот следен гостин, господинот Анди Байрам! Повели. Одлично. Кога имаме ваков гостин, кога имаме емисија, прекрасно е ова се. Може ли да прашам вака? Може ли власт без Анди Байрам? Тоа не постои никад. Нема. И нема да биде. Нема? Нема да биде. Добро, ја да се прашам. А обратно, може ли Анди Байрам без власт? Никад. И тоа никад? Никад. Добро. Кој е на власт, кога ми ја собствуват? И така е, тоа е една од тие многу познати изреки, да речеме. Ајде да фатиме вака, многу е вашава историја долга. Коалицирано имате со сите. Скоро. Нема да сгрешиме ако кажеме. Во кое време, за време на која власт, според вас, најдобро се живеело?
Па видите, со сите добро се живееш за мене. Па не би рекол баш со сите. Не за мене зборам, А, добро, окей. Ја рекол за мене. За мене. Добро. Нормално беше, која беше Социјалдемократски сојуз, Бранко која беше. Добро. Се живееше добро. Добро. Добро, нормално, знаете, тумбаци имаше меѓу фабрики, меѓу све затварање, праење. Да. Пак се живееш. Добро. Пак се живееш. Ние сме учени, знаеме да се снајдеме сите. Граѓаните. Така. А со нив и ја. Нормално. Да. И у тоа време, мислам, се Бранко водеше го што треба. Јас бев до 98 година со Бранко Црвековски. Да. Станав прв пат пратеник. Прв пат станав Кирил Поповски кој почина. Добро. У Дебар Мало, на општина Центар. Така. Од црквата натака тој дел, Дебар Мало до поштанска гаража, тука, тој дел тука фаќаше. А како што се сеќам, 74 изборна единица се викаше. Значи изборна единица Строг центар. Строг центар. И вие од таму сте на цела влезени Македонија. во Не на парламент. Скопје, на Македонија центар. Да. Од Добро. тука и прв пат тука сум победил. Значи не шутка, тука е. Каква шутка бе? Јас сум градско дете. Бе. Дебар Мало. Бе, јас сум роден на Христијан Смиревски број 11, позади универзална сала. Тука сум роден. И од таму директно во парламент. Во парламент и тоа 19 против кандидати имав и тогаш беше Сојуз на Македонија. Така. Се кандидирав од тоа време и во тоа време ги победив сите, а плюс декан беше од Социјалистичка партија против кандидат Од Најакан Кадзинго. Дрвошанов од Казинго. Аха. До жена му на Киро Поповски за мене работеше. Така? А од Социјалистичка партија. Значи све ова пепел го направивте, папа. Никој не знаеше дека сум староседелец од таму. Така. Значи го искористив за тоа у ваша корист, нормално, никој не знаеше, сите мислат убутал. Ја убутал еден живеам, не живеам у Шутка. Добро. Нормално, ром сум, не работам за сите роми Добро. во Македонија. 9 години доаѓав, секој ден идев и умало со малчаните. На Христијан Смировски од кај универзална сала, од кај колонија, од таму тој дел, сите ме знаат. Така ми тоа свето. Позната лица. Кока-кола се позна. Така. Да. Чекај, ајде да се вратиме модерно, па ќе се вратиме пак има на што да се враќаме. Како успеавте да ја врзете работата со Заев, откако беше сето тоа и Зајко Кукурајко и Морков, таму. Како ја средивте работата после тоа? Све е политика. Добро. Све е политика. Лутиш у политика нема. Нема, и у бизнис вајде. И у бизнис нормално. Ако си бизнисмен, ти ќе бидеш многу. Мене ме знаат поред бизнисот, ме знаат у политиката, ме дознаат. Ама што се случи? Седнавте на кафе, тет-а-тет, како се усклади работата? Јас лично. Првен бев со, знаете, со ВМРО ДПМН, лојален. Знаат сите. 10 и нешто години бев со ВМРО. Така. Инвестиции добри направивме у Шутка, околу 15 милиони и нешто евра. Добро. Значи, кај ромите сум донел да имаат спортска сала. Средно образование 5 милиона и 800 евра. Направено. У школи? 2 школи сум направил у Шутка, додатни. Идеа по 4 смени у школа. Деца на 4 смени идеа. По 2700 ученика. По 45-50 деца у едно. Значи, тоа сум успел да направам. Ама тоа било што било? Водовод, чекај се. Ајде. Водовод, Шутка немаше топло време, кога е брдо, едно друго све. 4 милиона и 700 илјади евра сум направил, значи и нов водовод, ново се инвестиции. Значи укупно, кога ќе глобала и некои ситници што сум правил, преку 15 милиона евра сум донел инвестиција у Шутка. И, значи, јас го имав за мојот народ интересот. Го бранев. Добро ми беше. Добар менаџер као политичар. Ако не си добар менаџер, ако не знаеш добро да преговараш, онда има и такви собрание многу. Вака тајни ве да ни ги кажете. Никој не ги познава, искачат од собрание, не го знае дека е пратен. И готово. Никој не комуницира со никого и тука нема успех. Така, значи прво бизнис, прво направи си име. Значи името сум го направил. Тоа ќе има, можда понатаму ќе ме прашате. Добро. Како сум се дошол? Ќе збориме, значи, може.
Со Заев, пошто ми интересира коалицијата како е направи. Како стана тоа? Јас сум бизнисмен човек и толку годишен политичар. Председател сум на политичка партија на Сојуз на Роми и пратеник толку време. Најстар со мандати во целиот парламент сум. Така, поише од Зинго, више, така? Сега сум поише. Сега поише. А иначе Зинго беше исто една. Добра, ама го... Сега, знаеш како времето помине, сега сум ја. Така. Сега сум ја. И седнувате? Не знам дека у Белгија Заев. Добро. Господинот Заев, премиерот. Не знам дека е горе. И се јавам кај секретарката него. Добро. Викам, кај иде, нека иде. Се јавам кај секретарката, викам, премиерот ми треба, барам прием кај него да пием кафе се. Амди Бајрам на телефон. Да, и... се стапи се. Одма му јавила. Аха. Ми се јавува. Дали имаш некој проблем? На порака. Така. На порака. Толку за тоа тој човек го засекав. Аха. Дали ме тука ве сакаш? доби, а? Да, значи, одма, вика, дали имаш некој проблем, нешто ти треба... Значи, не, како не ти е срам да ме бараш ти... Ништо. Шо викаш таму? Што треба да ти помогна, викам. Добро. Викам, не ми требаш ништо да ми помогнеш, сакам да пием кафе со тебе у влада. Добро. Вика, вторник се враќам. Вторник дојди сабале, у 8:30 вика, те чекам кафе да пиеме. Добро. Доаѓам ја, знаеш сега како, сега избори, ваму, таму, знаеш за политика, секој сум бил од таа страна, па политика све, напаѓаш, правиш едно друго. Така. И сега, флегом, викам, сега, што ќе биде? Аха. И флегом. Значи, дури ни вие не сте сигурни, така? Па нормално, не знаеш, не знаеш, може се. Да, и флегом, кога премиерот, ајде да изволте едно, друго се најубаво. Добро. Што ќе пиеш? Аха. Ја викам, кафе, викам, дали е горко или сладко кафе ќе ми даеш? Аха. И он вика, добро дојденци. Човекот ме прегана, викам де, тоа е све политика, вика, тоа е пројдено. Браво! Добро! Честен збор, а? Вака беше? Честен збор. Некад, ќе има и прашање го дали е така. Ќе имате прилика, некад, ќе дојдете до него, прашање го дали е тачно тоа, Анди ќе го Точно. Значи, ме прегана, седеме, пиевме кафе, се договараме и му викам, јас се искачам од ВМРО ДПМН, сум донел одлука и сакам да бидам независен пратеник. Так. Од Сојузот на Ромите, све што е интерес на државата за Македонија и све што треба закони, тука сум да ги поддржам, ќе ти гласам се. Е толку беше. Тоа беше тоа. Еве ве купил да речеме со човештината да кажеме, така бил така човек. Да. А Груевски да речеме ако треба да го споредуваме, еве ако добро ве разбирам, значи Заев е така, чесен, нормален, не глуми лудило, не така, не глуми нешто што не е тоа што го збори, тоа и го мисли. Да, кај Груевски па како? Кај Груевски беше друга работа. Способноста и гласовите на ромите беа. По математика, а? По математика, така беше целата работа, затоа што јас во кампања кај да одев, ја насев со мене од 1000 до 5000 луѓе ги избирав на значи народ. Народ. И ги строев сите, затоа што умеам за таа работа. Како фирма? Имам дарба од Господ. Добро. Имам дарба од Господ, а и треба да бидеш сналажлив. Треба да бидеш решителен, треба да умееш да знаеш како кога треба. Да викнеш, кога да намалиш. Сега, што правев ја? Во цела Македонија имам огранаци. Добро. Имам 38 општински организации. И на сите митинзи? Да, и првиот митинг кога доаѓа, ти треба покажеш моќ. Добро. Моќ првен, како доаѓа тоа? Тоа сите нека слушаат и граѓаните и публикава и сите. Така е тоа, значи кампањски треба да се покажеш. Значи прво треба да биде да пука. Треба да, како? Значи Шутка, Скопје, имаме 10 општини, имаме роми доста. Од тука 45 автобуса ги избира. 45? Да. По 50 луѓе у секој? Да. Машала. Тоа ти е 2200-2300 одма. Добро. За математика од школа ми Тата-мата, избркава. Ми избркава, што многу добро. Ми вика шете на улица, вика, после часот дојди, вика. Врати се. Превише знаеш. Да. И од Македонија,
Кумано е изборна единица 2 му е увек добитна. Добро. И од тука од 6 до 8 автобуса. Добро. Се тепат кој да влезе во автобус. Аха. Се тепат. Сакаат сите да идат. Да го подржат. Да шетаат, да прават сите прв митинг. Кој за екскурзија, кој за овако? Така е, нормално. Најнормално, млади, постари, едно друго. Така. Све тоа. Сокчина, мокчина, тие работи. Па сега мора сендвич да се даде. Забава. Па фала Богу и ние на публиката им даваме тука. Така. Стигаме зборно место од цела Македонија, ние увек навлезат. Тоа као прв ВМРО искача увек од Охрид. Добро. И јас тоа правам. Сите ги пуштам првен цела гужва од другиот дојат, а зборно место од сите градови како доаѓаат ромите, со автобуси, зборно и имам мои луѓе. Значи у партијата логистика своја и логистиката е вака. Секој председател на огранок што е, добро, мора 4 од автобусот да ги има и да води рачун за тие 50 што ги носи. Аха. Значи овој еден има такви поручници, а овие поручниците автобусот го контролира. Војнички систем. Добро. Бивша ИНА. Така. Потилак на еден. А нема поинаку како? Чекај, потилак на 1 метар. Добро. Потилак на 1, 8 на улица, раздвоено, да не видат да се утепат меѓу себе, да трчаат. И ако се 5.000, гледаш дека се 20.000 одма. Поредени. На секој автобус по 4 бајрака им дам. Добро, ба. Да. 2 македонски. Добро. И 2 сојуз на ромите. Така, партијава. Да се знае партијата. Така. Сите овие што се со тупани, добро, и зурни, 2 автобуса 100 души. Увек. И они ја напред, они по мене сите и секој колона и кога ќе видиш, ако треба да биде 1 километар, ја ги правам 5 километра со потиле. И автоматски испаѓа повеќе. Одма секој вика... И еднакво на моќ. Поголемиот ВМРО и од сите искачам од тој момент. И колона сите става. Ова се тајните, ете, нека слушаат младите идни политичари. Политичари како треба. Така е, треба да научат. Значи, треба да се трудат. Ајде да ве прашам, Бранко го биваше за вакви работи? Бранко? Шампион политички беше или не? Беше. Беше? Ги знаеше, а? Беше. Слушај. Ама му дававте гол со пета? Види, најнормално тоа беше една шега. Тоа беше една шега. Од шала искочи една истина. Добро. Искочи една истина. Нормално кој покојната ова како се викаше бившата министерка од ВМРО ДПМН. Доста Димовска ли? Доста Димовска. Добро. И овој како го викаат Љубе Бошковски. Добро. Од тоа време на мене нешто се зафатива вамо тамо и вика стане бе Амди, вика ти вика беше џокерот 61 што владата на Лјупчо Георгиевски доби. Тоа време ја бев џокер. Так. Џокерот бев 61. Стане вика кажи нека не е многу вика тоа. И ја викам не се карајте, не се правите кога мене и викам меѓу мене и меѓу вас викам ја како еден Амди Бајрам тоа време погрешив. Од шала го кажав, искочи истина. Истина. Искачам на говорница и му кажувам, викам, јас, како Амди Бајрам те победив, еден, и не може владата да ја земеш. А со ВМРО ДПМН, значи, не можеш со Лјупчо Георгиевски на крај да искочиш. Чи јас како Амди Бајрам. И насмее, не викам со пета гол ти даде. Так. И ја искачам од говорница. Добро. Он се смее. Он тука гледа све, Он прв одма седи. Така. И на мене само вака ми кажа. Ја искачам, а толку блиски, бевме многу блиски ние. Ден и ноќе, порано седевме син клуб тамо, која беше у СДС, МСДС, која беше со нив едно друго све. На Бихачка. На Бихачка. И вика, со смеене, вака, мене ми вика, добро, вика, не е проблем, ти ми даде, вика, со пета гол. А јас кога ќе дојам на вас, вика, ќе ти дам со глава гол. Да, така кажа. И ми го даде гол. На митинг кажа, да. Ми го даде гол. Она што требаше си го ослужив како требаше. На крај пак ми даде он 10 месеца, една година
понапред ме пушти. Од кај што бев тамо. Да. На поправен испит. Да. Да. Истината. Добро, се. Значи, таму, дојде таму. Лично тој? Лично он дојде. Добро. Лично, ама ја бев толку популарен. Внатре? Натре. Добро. Натре. Толку популарен, што се снајдов многу фино. Да? Се снајдов многу фино. И јас таму, они ме теретат за една работа. Добро. Ме намештал како ја ми е направила, а тоа не е истина. Заедно ме теретат, а ме стават у 20 милиона евра вредност, све што е запленето од цигари, мигари, алкохол, малкохол таму, главен на магазинот да ми дам таму. Малборо, ова, она, главен. И ме пушта дома. Ме пушта дома 3 дена. Викенди или како? Викенд, 3 дена ми следуе. Добро. Бранко доаѓа. И шета и вика, бе, каде јамди? Кај Амди го нема. Од постиги, он е опасен. И вика, кај Амди? Вика, Амди на викенд дома, вика. Да. Значи, на распуст. Дојде, сакаше да ми каже, гледај до кај си ја донам работата. Значи, од една шала... Ама коректен однос, да речеме. Коректен однос? Ја после кога искочив, добро. И ми даде помилување, 10 месеца, сегашниот председател Стео Пендаровски, он му беше во кабинетот глав. Така е. Ја имаш право да предадеш за помилување, да ти даде председателот на држава. Како барање, така барам да ме помилуваат. И ја дадов. И Стео Пендаровски тие и даде. И ми даде една година порано да искочи. Така. Јасно се, кога искочи, прв пат на телевизија. Прва телевизија, кога искочив, не сеќам само на која телевизија. Добро. Јас искочив и си ја признав својата грешка, дека од една шала стана истина и му се заблагодарувам и му се извинив за тоа и му се заблагодарувам за тоа се што станало, не му замерувам ништо. Значи ми простав се. Овде имаме едно тркало на среќата. Да. Ќе завртите и што ќе испадне, вие треба да го опишете политичарот со еден збор. Значи, еве вака, земете, завртите го тркалото на среќата вака, па да видиме што ќе испадне. Ова е Чичино, не знам дали знаеш ти. Чичино да Чичино? Ова е Чичино. Па завртете го Чичиното. Се играше Чичино и ако сакаш бројот да го погодиш, добро. Треба кога ќе вртиш, ова се мести. Види дека подобро знам и од тебе. Ама ова не се мести. Добро, не се мести овака како сакаш. Овака, ќе вртиш, знаеш, онака. Ајде завртете да видим. Гледате 1 на 1, овозможено од Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Ајде да видиме. Ајде да видиме вака. Значи, во еден збор опишете го Пендаровски. Да. Пендаровски го опишал во 2-3 збора, еве, не мора. Го опишал во еден збор како еден квалитетен човек и затоа сум го поддржал. Сум работел за изборите значи, за квалитет. него. Тоа ќе ви биде. И победи со моите гласови. Добро. Ајде вака, еве сега ја ќе завршам. Со ромските гласови. Да видиме. Во еден збор да го опишеме Љупчо. Љупчо Георгиевски у неговото време направи многу пари имаше и за народот и за сите. Тоа време Телеком, Менеком направи тие работи. Добро идеше, имаше пари, се врте кај граѓаните. Сите беа задоволни. Капеше пара за сите, а? Капеше кај сите. И ја вака уште овој да видим. Дај со еден збор Обама. Обама опишете го. Обама? Да. Ваш колега политичар. Обама ми е братичар. Ето така. Господине Бајрам, дека Груевски толку многу вас ви има верувано, сте станале толкави пријатели, што кога идел со вас да се гледа, не носел обезбедување воопшто. Вистина. Како се стига до толкава голема доверба во еден човек да има? Доверба не само во мене, доверба имаше голема во ромите. Во ромите што го поддржаваа многу. Нормално, доста ни помогна на сите роми у тоа време. Вас, едно друго. Со самото узракење ние, со гласење, со поддршка, со тие работи. По математиката, која ви ја кажав како идеше секаде. Нормално и на ромскиот бал, или кога доаѓаше шутка, еднаш два пати доаѓава и обезбедување унапред они со торби, со ова, се качат со автомати, со ова, со тоа. Тоа ништо не може. И ја еден ден му викам, слушај, што овие доаѓаат да проверуваат?
кога ти си најбезбеден кај ромите кои доаѓаш. Зашо ти се? Што ти требаат овие кога сите те обожаваат и те сакаат? И мене ми ика, анда имаш право. Имаш право. И доаѓа, поча, на ромски бал дојде. Аха. И не му обезбедуване никако. Седевме, јадевме, пиевме едно друго, веселе, тие работи, све. Стално и значи, увек кога доаѓаш у Шутка, немаше големо обезбедуване. Една кола само ќе дојде, она е предходница да чисти добро, патот, тоа е протокол сега. Протокол е тука, тоа е сасвим друга работа. Точно. А иначе Ама овие со панцириве со чудова, тие ништо. Никако тоа све и така. Ајде, нема да ви се налутат сигурно. Може ли да кажете со кој најубаво сте си поминувале, зборам онака другарски, пријателски, со кој најтака ви одел муаветот и кафана да се направи, пијачка да се испие? Од сите овие еден некој најдобро. Два се не може Два се? Два? Еднакви тука? Па и по карактерот и по се. Добро, кој се ти? Првен Бранко Церенковски. Знаев дека Бранко ќе биде. А после Бранко Сашо Мјалков. Да. Тоа е добро. Викаш еден, ја викам два. Слични карактери? Па слични. Слични, а? Слични. Фраери, мангупи, во која смисла да речем? Како слични? Абе, вака се види, сличен, ќе ти кажам у една друга форма, играш покер. Добро. Играш покер, четворица играте, така. Ти имаш два кеца, ја имам еден поп. Добро. Еден поп. Појак сум, значи. Значи ти си појак, ама у играта, кога се игра, сега тоа секам дека си послаб. Добро. Тоа секам дека си послаб. И ја, ти рецимо имаш 124 евра, а ја имам 940 евра. Поприлично... И сега ставам 300 евра, ти немаш и ти се откажуваш. Добро. Тоа е фраер. Тоа е фраерот, а? Разбирам што сака да кажа. И двајца. Ист тип на фраер. Исти. Кои се први пари што сте ги заработиле? Кога било тоа? Сега историјата од моите 7 години ќе ви ја кажам. На 7 години први пари сте имале? Ваши? На мои 7 години. Како? Што сте правиле? Како? Во Бутел еден живеев. Добро. Двајца луѓе имаше, продавава свеки стари луѓе беа. Добро. Двајцата браќа беа егејци. Добро. Од Бутел. Едниот од Бутел 2, едниот од Бутел 1, браќа. И ги посматрам, никој не продава свеки и имаше свеки од митрополија, од црквата, ги пуштава да продаваат. Добро. Доаѓа, еден, двајца продаваат, вака гужва на гробишта. Одат луѓе, да, така. И ја посматрам како дете. И гледам, ова кола застанува, оној купува, пуна автобус продаваат. А само двајца продаваат? Не знам, двајца продаваат и овие од митрополија, што беа од црквата главна. Двајца, тројца. Не може да налазат, не знаат колку пари. Добро. Ја како дете гледам. А викам, тука може пари. Потенцијал има. Тука има пари, може да се заработи. Добро. Што правам? Идам на Битпазар. Добро. Битпазар, од Тетекс погоре. Добро. Имаше венчаници, венчина продавала и свеќар. Добро. И да прашам колку пари е килото. Детево доаѓа. Ја, дете доаѓа. И вика колку свеќи бе? Колку толку. Ја барам од татко ми пари. Добро. Ми дава татко ми пари. Зимам као 4 кила свеќи. 4 кила свеќи, као сега, рецимо, да даеш 20 евра. Добро. Од 20 евра... Значи не преголема сума, ама е така, колку нешто. Толку, тоа богатство е големо за моите години. А у тоа време е 1000 евра да направи со 20 евра. Добро. Сите свида на гробишта. Ко дете ме гледава и сите од дете купува. И станам конкурент на луѓето. И од 4 кила дојдов по 100 кила. На 100 кила дојдов. Комши малски од Бутел. Добро. Ги зимам со мене да ми продаваат. Ај, бизнисмен. Бизнисмен станам. Мало дете вработува по стариот. Ела да ми продава. Тоа, така. Значи тоа беа први пари.
Ова тука е нашиот заеднички бербер. Ние делиме бербер. Еве, ако не се гледа по косиве дека делиме заеднички бербер. Ерхан Берберот, да. Ерхан, така. Или фактички агентот за преку Ерхан ја договори оваа работа, така? Така е. Така си е, нормално. Добро, кога сакаш пример да се шишаш, не си во можност да одиш кај него у берберница, у салон, доаѓа тој кај тебе? Имаш таков VIP третман или? Доаѓа кај мене дома, кај да бидам. Така? Све. Сега требаше у Александар Палас. Имавме закажано за 7 сат вечер. Значи како Анди зема соба у Палас, си доаѓа берберов, го шиша? Ако треба и тоа го правиме. Одлично. Да се снајдеме, зашто денеска ми беше цел ден кнап. Букиран. Букиран. Сабајле у 2:30 легнав. 15 до 5 станав. Отидов за Струга. Имав во Струга работа. Имав во Струга некои преговори. Се вратив од Струга. А у 2 требаше да стигнам да бидам у собрание. Значи Али Ахмети требаше да дојде, требаше Мицковски да дојде и Заев. И 3 минути до 2 стигнав. Добро. Ме возат, не возам ја више. Возам за Кейп кога сакам само. Така, ме возат. Стигнав таму, од таму ме бараат. Битен сум многу. Немаше доволно пратеници. Добро. Ми звонат цело време и тала ти овие. А они не знаат дека сум тука, а ја пријавен денеска дека нема да бидам. Тачно, нема да дојдам. Нема да дојдам, така и кажам. А ја ми звонат и тоа заврши у 3 нешто. Вамо со Заев што бевме сите 12 и лидерите на политички партии. Кој не дојде денеска ни Мицковски, ни Али Ахмети не дојде. Извиси, а? Извисива. Ама да знае дека ќе ги победим. Така? 102% ќе биде. 99,100%. Слушај, да те прашам нешто. Многу луѓе мислат дека политикава е многу комплицирана работа, дека тоа луѓе не ќе точи да си видат. Ја се имам некој впечаток дека внатре зад завесите многу е поедноставно од што ние мислиме. У клубот? Да. Пиеме кафе сите, разговараме сите. Ево ја со ВМ разборам со Трајко Велјановски, со сите, со овој тој. Глума е пред камери кога ќе се излезе. Тие вака така, мора. Не е глума, не е глума. Или се е политика? Тоа е се е политика. Мора така. Таму мораш да наступиш така, а ваму нема да се тепаш, ќе седнеш, ќе пиеш кафе, ова тоа. Не извини ваму, таму мораме у јавност така да биде. Добро. Океј, ајде, нека ја плюс за тоа, добро. Се е тоа политика. Еден на еден не завршува тука. Веднаш по рекламите ќе гледате. Ја искочив на скопска програма на телевизија. Искочив цел народ го повикав. Изволте, дојдите да јадете, да пиете. Правам свадба, го женам сина. Така. Музика, пејачи, пиерам. Бидејќи многу луѓе не сакаат така, нели? Драг сте им на многу луѓе. Сигурно и подароци сте добивале убави низ годините. Од сите овие личности, да речем. Има ли некој така посебно скап што дури вас ви изненадил? Ти не кај ти текна бре вакво нешто да ми подариш? Мене ми бил подарокот најголем. Добро. Кога ќе барам за моите роми. Да ги вработам. И кога се решавало, а? Кога се решавало тоа и се решава пак. Се решавало, сум ставил министри, сум ставил директори. Сум работил со основно образование секаде. Тоа ми е најголемиот подарок мене што ми го дава. А обратно, вие подарувате, пример? Ја? Да. Пример, некому на свадба, не знам на што, да сте дале нешто, така ептен убаво. Па ја на ромски бал им подарам најболи виски, најболи тие шампањци им отварам тие работи. Така, мора да е врвот, гостопримливост, врвност да биде. Добро. Ама сте вака галантни со свадбите, сунетите, што ти знам, кај имаше хеликоптери, мора и поише пати имало изгледа. Јас сум дете кој сум пораснал сиромашна фамилија. И од нула до кула. Так. Кога ми се роди првиот син, Шаван. Добро. Немав, значи, пари да му направам доволно, да му направам сунет тоа време, се вика бабина кај нас. Добро. После тоа, фатив еден добар бизнис, дојдов до пари. Добро. Го развив бизнисот. Така. Му направив прв сунет на Шаван. Добро. Сунет, богат, пари има. Да. Бора спочих кога отидов од Белград.
од Шабац го донесов. Добро. Навали се Шар Планинон, таа песма беше најпопуларна на време на Југославија. Го донесов него. Распукала Шарпланина понашки него го донесов. Добро. Свадба на Кале, прв рум на Кале у ресторантот. Ја го отворив Кале. Беше затворено. Горе ресторантот. Меркес, Вујко ми работеше во Меркес. Добро. И таму правам свадба. Пеачи, отпеци музика. Тие работи, све. Добро, како обичен човек зима хеликоптер, пример? Кај се јавува? Кому се јавува за тоа? Тоа е после се, чекај се, после дојде. Тоа е почетокот. Свадбата таа. И дојде време, синот ми порасна овој. Шаван. Време му е... Треба да го женам. Така е. 92 година. Добро. 92 година више стана поек бизнесмен. Уште не само поек. крзно. Материјали, други работи, све. Текстилот го уходав. Више номер 1 станав. Идам тоа време, фај капди пратеник. 92 година. Фај он пратеник. И идам у Палас Турис, кај Вајна Битолјанов. Му го барав авионот, прв авион донесе тогаш. Му барав. Палас Турис беше, ми се чини. Добро. И Джаро работеше у таа фирма. Добро. И Джаро. Идам, не ми дава авион. Сакам да правам свадба у авион. Да, и што ти вика, ти си будала, како така свадба Чудно у му авион? е за свадба. Се јавам у Београд у јат. Директно у Централ. Директно у Централ у јат. Зимам ДЦ-9. Авион. И ти го дава, Викам, нема ми треба гајна, за пари све. Значи пара бушик да бурија нече, а? Тоа е. Така е. Авион. Правам свадба, слушай се, што правам друго. Скопски сајм, ги знаете. Како не, Што сајмиште? Што го струшива се. Да. Скопски сајм, за 1 мај, се што направи? 151 јагне купив и 27 бикови. 27? Бика. Па не го срозивте пазарот на бикови и на јагниња? Имаше една фарма тука кај ова... Шука, све земам. Да. И земав, купувам, мерак. Желба. Да, бе, да. Ама, Кефој. сум кажал, Аха. кога ми се роди синот, викам, ако ми даде Господ, Добро. да имам, ќе му направам никој што не направи сват. Така. Значи, желбата ми се исполни. И авион, значи, земав стока, сечам, касапи немаше толку. Од Не може да се постигне. Не може да сечат, веруј ти кажам. Од Лескот 120 души донесов. Ја ги донесов Лесковцаните, Лесковачка скара. Роштил да прави. Роштил, ја ги донесов прв нив. Аха. Прв ја ги донесов од Лесковаc. За свадбова? 120 души донесов. Со скари и со тие работи све. И земаа, спремава све они. За 1 мај. Цел народ и 2 мај идева на Сарај, Марај, водно, пикник. водно. Ја искочив на Скопска програма, на телевизија. Искочив и цел народ го повикав. Изволте, дојдите да јадете, да пиете. Правам свадба, го женам синот. Така. Музика, пејачи, тие работи. Така. Авион припремен. 2790 гости имав. Добро. Значи, јадене, пиене отворено. Све тоа, утреден авионот, венчање, измисли прв пат у авион. Да. Над Охридско езеро. Што никој не го направил тоа, апсолутно. Значи тоа целта била, тоа да биде нешто што никој Што никој не го направи. Сопругата што вика, но не вика, Амди бе, добро бе, многу пари бе, Амди. Нема што да прашува, не заработува, ја заработува. Така? Да. Добро. Дали ме сваќа? Добро. Така било. Ама што ќе праша кога е добар живот? После тоа доаѓа. После тоа се роди на Шабан син Амди именјакот мој. Аха. Сега дојдовме до хеликоптерот. Добро. Идам у Бугарија. Сега више авион направено. И отидов у Бугарија на преседателот на држава. Тоа време беа у криза. Не ми текне. Кој знае, добро? Што? Преседател Хели Аир се викаше фирмата, неговиот хеликоптер за 27 души. Државниот. Колку пари, толку. Бам, директно. Сега ти треба дозвола да лета хеликоптерот. Хеликоптерот шутка го симнав на стадионот. Хеликоптер симнав на стадион. Ми треба дозвола. Да, за да... И тоа време беше Лепавцев. Добро.
министер за урбанизам се викаше, не се викаше. И он треба да ја даде, а? Он треба да даде. Со фаи кабли одма дан, ми даде. Средено. Средено. Без плаќање, без ништа, а? Хеликоптерот од Бугарија, Добро. го со као сега овие лепенки, тоа време Амдиер пишуваш. Амдиер, а? Амдиер намали од името. Кога слета, и јас слета на ова, како се вика, на аеродром, доаѓам тамо, и сега треба да го донесам хеликоптерот. Ушутка. И го носам хеликоптерот, сакаме да го симнеме на едно место, кога почна да го симинам тамо, кај амбулантата, тука има, знаеш, простор, Добро. бетон, и почна од куките керамидите да лета. Ама, Керамидите лета. Се свимиња ова нагоре оди. Да, и ја му викам, дига го горе, викам. Враќај, го дига горе, врти, и ми текно денеска, викам, на стадионот. Значи ова алтернативна верзија било? Ова верзија, да. Го снимав тамо и се чудат сите, народ се интересантно. Стаи, платив луѓе да го чуваат хеликоптерот, со тие работи, со едно друго, никој да не припари јужина, тие работи, све тоа. И навечер правиме свадба на Кале. Кале беше најголем ресторант тоа. Ама надвор се качуваат сите, детето и сите тоа, и името му го даваат, врти хеликоптерот у Скопје. Како името го даваат, нели не го даваме името? Чекај. Го дадоме ние името. Го дадоме? Го смениме. Толку да види, мора алтернатива. Политика е. Политика е све. Нормално, треба у Европа да иде. Европа, НАТО, Европа, тие работи. Нормално. И над Камени мост лета хеликоптерот, горе, и се спушта хеликоптерот. Надвор, све што имаше за 1300 или 400 гости спремено, како што пројде хеликоптерот, тоа што имаше јадене, мадре, све црно стана у воздух. Дигање ново, све од ново. На ново, а? На ново, брат. Сименјане, малиот, од што вртат перките, у рука кога го донесам, прочинам сериот. И од денашка полиција едно 100 души. Бранко Бојчевски беше главен на полиција на град Скопје. Пуштил? Не, пријавиле граѓани дека паднал хеликоптер, вика на Кале. И доаѓаат овие. Кога? А ја тогаш... Што таму журка? Журка, јадене, пиене, сакаат да ја прекинат музиката, сакаат ова. Слушај, ја не прекинувам дале, ако треба со мене, а јас се знаев со нив. И на мене на телефон. Амди, прекини ова тоа. Не прекинувам. Се вика, абе Скопје се слуша, вика, музика са вале 3 сати на друга. Тоа е, вика, Амди Бајрам името го дадо, викам. Треба да се слави, а? Да се слави. Амди, многу има муавети. Пак има уште еден авион, пак има хеликоптери. За тие следен пат ќе оставиме. Може така? Ќе правиме пак? Така, ќе правиме. Еј, те пуштаме со Good Nature чај, имаме бусто круасани, имаме и витаминка, моите твои пријатели. Амди Бајрам ќе дојде пак. Ќе дојде пак.